повторно турски рецепт. Не знам зошто, но турската храна некако ми е многу блиска. Имаме примеси кои ни се поклопуваат веројатно и заради тоа толку многу ни се допаѓа. Ова е рецепт на турски канал кој го следам, каде искусни турски домакинки прават најразлични рецепти и многу често сите тие финти за месење, плетење, не знам, правење корпи ги учам од нив. Имаат совршени форми, совршени начини, а оваа пита јас ја нареков пролетна пита. Верували ли не, на сите ни недостасува сонцето и сето она што следи со пролетта. Пролетта значи нови бои, нови зеленчуци, многу зачини кај доаѓаат, а денешната пита ќе биде многу шарена и затоа ја нареков пролетна. За да ја подготвиме оваа пита, ќе ни бидат потребни неколку зеленчуци. Ќе ставиме праз. Основата е празот, ќе го исечеме тенко. Прво ќе го исечеме целото ово, погледнете колку зеленчук и колку бои имам тука. Сите ќе ги исецкаме ситно, компирот и морковот ќе ги изрендаме, а потоа ќе подготвиме едно налик нежно тесто, односно како прелив му доаѓа, кој ќе ги спои сите зеленчуци. Она што барем на тие канали го представуваат како го конзумираат, бидејќи е тенко, кога ќе го разлиеме на целата тава, ќе биде многу тенко, се сече во триаголници и може да го конзумирате како пита леп, буквално направен од зеленчуци, шарен до безсвест, и внатре ставите павлаки, да ставите било какви намази кои ги имаат секако, ги имаме во изобилие. За да ги подготвиме рецептите, најпрво се ќе исечкаме. Имам масло, секако брилијант. Сончогледовото е звезда на овој рецепт, сончогледово масло, и убаво ќе ја премачкаме тавата. Доколку сте почетник и сметате дека ова нема да ви успее, секогаш може да ставите фолија, но јас ве охрабрувам да ставите да пробате со масло, бидејќи така ќе можете да ја измешате питата па да ја натапкате, но апсолутно доколку не сакате да користите вака со масло и се плашите дека питата ќе ви се залепи, слободно ставете хартија за печење на дното. Ќе го исечеме на првин празот. Празот го сечам на половина, секогаш исечете го на половина за да може полесно да се раздвои при мешањето. И го сечам тенко, навистина тенко, не знам дали може да забележите, вака буквално треба да биде на малецки крукчиња, на полумесеченки практично, заради тоа што го ставивме на половина, и тенко. Доколку сакате истата пита, може и само од праз да ја направите, но виножитото мислам дека ќе ве освои и на изглед и на вкус. Многу ги обожавам турските рецепти и секогаш се воодушевувам за безброј начини кои наоѓаат како да направат храна која се конзумира баш онака со мацкање, со сето она што и наша традиција. Во некои од следните рецепти ќе ви направам баш турско мезе. Баш имам неколку такви рецепти каде што имам намази од модар патлиџан. По суштина се многу слични на нашите, сите тие малиџано, не знам, со ориз, намази, со се она што е и нас практично традиција. И ќе направиме на турска даска. Се надевам дека сите оние кои не гледаат и се од турска националност нема да ми замерат за имињата, многу тешко се погодуваат на турски. Иако баш ми се пасија и ги сакам турските рецепти, Истанбул го обожавам. Едва и чекам да не пуштат да патуваме, повторно да го посетам. Има едно место во Истанбул кој е близко до Босфор, каде што има 3-4, неколку пати кога одам ги гледам истите 3-4 господи кои се во класични тие нивни чинтијани или како и да се викаат, и надвор има направено како камена, не знам, не е тоа како, не е ресторан, туку е направено како од камен и на камен готват меса, тегнат пити, ги полнат и готват на камен. Секогаш кога одам ми е буквално стојам со саат и ги гледам какви мајстори знаат да направат. Ставиме 2 пиперки црвени. Ќе ги сечеме повторно на тенко, целиот мастрав внатре и сечете го тенко, заради тоа што
кратко ќе биде времето на печење, односно ќе ја печеме од прилика 15 на минути, затоа што имаме многу малку тесто. Немој да го пропржувате, затоа што зеленчуците ќе го изгубат и вкусот и ќе станат баш налик манџа. Нас ни треба убав и автентичен вкус на целиот зеленчук, а да има малку нешто да загризете во тестото. Префрлете го во тавата. Ги ставам на страна, не затоа што треба на куп, значи на крај се убаво ќе измешаме, само заради што сакам готово да изгледа. Ето, таа е единствената причина зашто ги ставам посебно, затоа што сакам да го исперцепирам целото тоа мноштво на бои и мириси. Имам 2 моркови, морковите се рендаат и ќе ги нарендам на покрупниот дел, затоа што морковот има подолго време на готвење и затоа го рендаме. Доколку имате начин како да го исечете потенко, слободно исечете го на тенки лентички. Попрактично да го изрендате. Нема некаја голема филозофија во оваа пита, буквално се на тенко и само убаво ќе го прелиете со тесто, но вкусот е неверојатен. Прстите. Не сме жена од оваа страна на пултот. Многу луѓе кои ме познаваат и знаат со каков темперамент сум. Се уште, замислете се уште, после 120-30 емисии на телевизија, се уште кога ќе се сретнеме, не ме познаваат лично, нели дека ова го правам баш секојдневно. Ме прашуваат дали има некој во позадина што ми готви, заради тоа што не личам на некој што готви. И да е добро. Добар комплимент е, заради тоа што сметам дека никој не треба да личи дека готви. Готвењето е избор и на најважните вештини кои може да ги поседувате. И не ве прави помалку дама ако сте добра во кујната или не ве прави помалку домакинка ако не сте. Апсолутно, секој треба да се избере, да го прави. Нешто го прави среќа, на мене готвењето ме прави екстатична, буквално. Не знам дали тоа доаѓа заради тоа што многу сакам да хранам луѓе и да ги гледам среќни, баш уживам во тујата среќа. Ќе го пренесеме и моркавот. Може да додадете ако сакате и други зачини, други зеленчуци, но внимавајте секогаш кога ќе додадете некој вкус што ви се допаѓа, бидејќи тука имаме баш мноштво на зеленчуци, додадете секогаш прилагодете го начинот на кој сецкате, за да не ви остане нешто живо внатре. Имаме еден компир, повторно рендан. За да имаме малку жолта боја. А и секогаш кога користиме теста, кои се ретки во својот состав, компирот им дава малку тежина и поубав вкус. Њоките, например, нели се прават со варен компир внатре, така и тука. Компирот ќе помогне да се збогати тестото и да биде многу побогата на вкус. Брашна сте внатре. Како структура, целиот тој скроб го прави тоа. Ќе го пренесам. Домат. Да си го подигнам ракавот. Доматот ќе го исечам на тенки кришки, а потоа на ситни коцки. Доматот е тука за да даде вкус на вид на сос, бидејќи има повеќе вода внатре. Ќе испушти таа вода, ќе се измеша со вкусовите на тестото и ќе има вкус налик. Нели оние, можеби, убави брускети, бидејќи малку ќе даде и влажина. Исечете го на тенки кришки, а потоа исечете го на ситни коцки. Обичен рецепт за доручек вечера, можеби, ако ви се допаѓа вегетаријански оброк, може да го
конзумирате и за ручек. Спанак. Исчистен и измиен спанак. Една убава рака. Ќе го исечеме на лентички. Фалеше последната убава зелена боја внатре, затоа ви избрав спањаке. Ставете Литва, ставете Макдоналдс, доколку повеќе го преферирате. И тоа е тоа. Апсолутно толку. Само да подрасчистам и брзо се враќаме. Моето виножито, пролетна. Не знам дали може нешто поубаво да видите буквално во кујна, погледате како изгледа и просто е. Ви треба само малку сол, за убаво се да се посоли. Ставете врз целиот зеленчук и со една дрвена лажица, следно, ќе го измешаме за да има еднакви количини од сите состојки. Секаде да се појават во секоја залче, да има и компири, моркови, праси, спанак и патлиџан. Феноменално изгледа. Не знам дали се сложувате со мене. Исто толку е вкусно, ви ветувам. Убаво само измешајте го. Го распределив целиот зеленчук, го измешав на сите страни да имате од секоја таа убавина во секој залак, односно секоја парче. Следно што ќе направиме ќе биде тестото. Тестото е многу едноставно, се прави најчесто на база на јајце. Имаме 4 јајца. Ќе ги скршиме на собна температура секогаш. Ве молам, секогаш кога правите тесто, кое треба да се пече и кое треба да биде во допир со топлина, секогаш користете јајца на собна температура, а исклучиво може да користите јајца од фрижидер кога нив ќе ги поширате, односно ќе би треба да се студени за да може да, или доколку рецептот, некој специфичен рецепт не го бара тоа, сите теста најчесто бараат јајца на собна температура. Ќе ги изматам убаво, малку да им дадам воздух. Секако са моите мачалки играчки од карес. Убаво изматете се. Утрево кога направив нарачка, за да стигне целиот рецепт, секако од пакет МК. Се мислев дали да биде манџа или да биде пита, да биде манџа. Имаше гласање дали да биде пита или да биде манџа. И победи питата. Како и секогаш, месените работи секогаш се преферирани од сите, не знам зошто. Не знам, неколку пати мислам дека сам ви ја кажала, секогаш кога користите маталка и сакате да направите воздушести, дали се тоа белки, дали се тоа жолчки, секогаш користете финта каде што прво матите од лакт, па од рамо, така нема да ви се замори раката. Значи прво користете го зглобот, за да може да го искористите цела енергија која имате таму, потоа префрлете го движењето во рамото и на тој начин нема да ви се замори раката додека се обидувате да направите убави воздушести јајца. Натаму ќе ставиме млеко. Точните состојки ќе си ги видите во тетрадката. Шекер, пeciво, брашно, малку, суво нане и лук во прав. Убаво ќе измешаме. Гледате дека имам малку воздушест телот, заради тоа што ги изматив јајцата. Ќе дополнително ќе нараснат со помош на топлината. Убаво измешајте се. Треба да имате баш ретка смеса како за палачинки. И ставете целата смеса врз питата. Полека и внимателно ќе помогнам на смесата да навлезе секаде.
треба да биде целиот зеленчук облеан во. Не ставив повеќе, можеби ви делува дека е малку тестото, но не е. Причината зашто не ставив повеќе бидејќи се работи за палачинка тесто, односно ретко тесто, што доколку ставите повеќе, ќе го задуши зеленчукот додека се пече и нема да имате убав на крај, убав производ. Оди во редна, отприлика 15 до 20 минути на температура од 200 степени. Ќе биде готова, ќе видите кога целосно ќе биде запечена од страните, ќе биде веќе одлепена, односно јајцето ќе се одлепи од страната и тогаш ќе оставите да се одмори, за да се одлепи од плехот и исечете на коцки, исечете, направете кругови, апсолутно конзумирајте на каков сакате начин. Јас ќе ви покажам како јас планирам да ја сервирам. Со пролетната пита смислив еден ролат, кој е со јагоди. Овој рецепт ми е на мојата најдрага тетка Бисерка, со која долги години живеевме врата до врата, додека живее во центар. Тетка Бисерка ме научи на најосновните готвачки вештини. Јас бев 18 години кога се преселив до нејзе и секогаш несебично ги делеше сите совети со мене. Овој совет дојде на следниот начин. Секогаш кога ти се јаде нешто благо, а имаш мечче, можеби джемче во фрижидер, ќе си направиш едно пандишпанче. Тоа пандишпанче ќе го запомниш за цел живот. 4 јајца, 4 лажици шекер, 4 лажици брашна. И верували или не, го запамтив за цел живот. 4 јајца, 4 лажици шекер, 4 лажици брашна. Тоа е многу едноставно пандишпанче кое има баш убав сунгерес вкус заради тоа што јајцата се матат со миксер. Не се става пeciво, не се става ништо. Направете го пандишпанот, да ставете го да се испече, убаво да се излади и потоа може да го филувате со што сакате. Така Бисерка напредна во тогаш кога го мачкав пандишпанот со джем, денеска ќе направам еден убав путер сос и ќе ставам убави свежи јагоди, на крај ќе го прелееме целиот ролат со убава чоколада од јагода, односно со јагодова прав на витаминка. Најпрвин ќе ги изматиме јајцата, 4 јајца собна температура, секогаш цели со се жолчка. Значи 4 јајца, 4 лажици шекер, прво се матат, за да добиете убава полна со воздух крема или како му се баба ми викаше шам, не знам дали е тоа зборот, убава сунгереста смеса од јајцата. И тие ќе бидат тие што ќе му дадат оствари мекост на пандишпанот. И имам 4 лажици шекер. Јајцата и шекерот секогаш заедно се матат и убаво дајте им 2-3 минути, односно додека не направите баш голема димензија на јајцата, односно не се цврсти и убаво сработени. Убава, густа смеса, во која следно додаваме 4 лажици брашна. Ќе ги додадам ако сакате, нели, како што секогаш ви кажам да бидете по-професионални, а не како мене. Ставете, просејте го брашното, секогаш ќе имате поубави резултати и убаво измешајте го. Мислам дека ќе дадам еден вртеж до 2 со на ниска температура. Ниска брзина маја, не температура. Само чекам кога ќе излезам на меме со моите лапсузи. Но не се лутам, баш ме радуваат и ме смеат, искрено да ви кажам. Имам плех кој го поставив со хартија за печење и ставете го пандишпанот. Убаво распределете го, тенко треба да биде распределен по целата површина и на загрејана рерна.
на температура 180-200 степени. Вие одлучете само неколку минути му треба. Ќе видите дека е готов кога ќе почне да мириса, односно ќе почувствувате мирис на торта. И ќе видите дека веќе има променато бојата, има златно, убава кафеава боја. Следно што ќе направиме ќе биде филот, јаготките, ќе го изладиме пандишпанот и ќе направиме најубав ролат на светот. Направив крем за премачкување. Кремот го направив од еден цел путер, несолен, и внатре ставив 800 грама шекер во прав, секако на витаминка, и едно цело шишенце екстракт од ванила. Го матев подолго време на ниска брзина, заради тоа што сакате да добиете убав крем. Пандишпанот е веќе готов и сега треба само да ги споиме сите состојки. Ова ќе остане за Марио и за Лео. Не знам за вас, ама кога бевме деца, ова беше најголемата радост, кога мајка ти ќе ги даде перките од миксерот да ги исконзумираш. Во меѓувреме ќе растопам руби чоколада, односно чоколада со јагода во прав. Тука имам малку сладка павлака. Ќе ставам во една чинија и ќе ставам 2 чоколади. Секако ќе одат во микро, за да се стопат. За почетници како мене, микрото е одличен момент да растопите чоколадо, а при тоа да не го зезнете. Не знам дали пречесто се зезам на своја сметка, ама навистина ми е стрес секогаш кога правам благи работи, можеби заради тоа што самата си го наметнувам тој стрес, не е дека нешто баш до толку не ме бива, јадливо е се што ќе направам, но за разлика од сите оние кои се вешти во тоа, морам да ви кажам дека јас сум многу слаба. Руби чоколадата, односно чоколадата со јагода во прав е на млечна основа, затоа ставивме малку и сладка павлака. Оди во микро на пониска температура околу 2 минути за да се стопи. Си помагам со мојата убава подлога за пица, која ја имам од Карес. Не знам дали знаете, секогаш кога ќе правите пандишпан, треба да го оставите целосно, еве каква боја треба да добие, убава златно-жолта боја. Ќе го превртите од другата страна, ќе излупите хартијата за печење и 100% ќе го изладите. Значи пандишпанот, за да може да се направи во ролат или во било каква форма да го прими филот, мора да биде многу ладен, само заради тоа што филот е на база на путер. Јас веќе го сматив, значи еден цел путер, 800 грама шекер во прав и една ванила. И имам едни совршени јагоди кои денеска ми ги достави пакет МК. Ќе ги исачкам на тенко. И на крај ќе спојам се. И на крајот се ќе споиме доколку ни фалат јаготки. Ќе ги споиме, ќе ги досечеме потоа. Мислам дека и чоколадото веќе ми е готово. Да, веќе готово, стопено. Ќе го размешаме за да добиеме. Видете каква боја е. Па мене ми убаво миленото чоколадо, заради тоа што аромата и бојата се неверојатни. Убаво ќе го размешам. Гледате каква боја има. Дали ова не е нешто што може да ви израдува во било кој ден? Мене барем ме радува. Ете, готово го стопивме и ќе си помогнам со подлогата на Карес, за да можам да лесно да го завиткам ролатот. Само да си најдам од сите овие играчки кои ги добив. Ставиме убав дебел слој. Мислам дека малку веќе ми се стврдна заради тоа што беше во фрижидер. И полека ќе го размачкам на сите страни. Еднакво. И ќе ги наредиме сите убави ливчиња од јагода кои ги направивме. Ќе им ставам малку простор измеѓу за да можам лесно да ги свиткам.
баш еден ред јаготки, еден ред слободен. Јагодите ќе нарадуваат во периодот што следи, ќе ни дозвола да направиме убави рецепти. А не знам дали ви кажав, мислам дека не ви кажав, Витаминка издаде мини готвач со постни рецепти кои може да ви се најдат во постите кои следат. А секако во време на пости, оризот е една од главните храни кои ги конзумираме, па на располагање Карес повторно ви го ставија готвачот за ориз и киноа, кој со 20% попуст може да го добиете при онлайн купување со користење на кодот MAJA20. Повторно ви е достапен во продавниците, знам дека многу го сакате и знам дека го користите. Така што користете ги нашите пријатели и нивните услуги за да имате попријатни пости во периодот кој следи. Јас мислам дека се надминав себе си, иако бев во стрес. И она што ја прави подлогата на Карес многу практична е што само треба да почетокот да започнете со виткање. Со помош на самата подлога може да си помогнете да завиткате ролат. Знам дека ова се прави со мокра крпа, зама тоа треба навистина да сте вешти. Подлогата на Карес го леснува тој процес за луѓе како мене. Ете. Убаво. Ќе го завиткаме. Имаме една чинија. Ќе го префрлам на чинијата ролатот. Треба да прими од целиот крем, јаготките и со убавите чоколади на Витаминка. Само ќе се обидам баш да направам некакви неправилни форми. Само да го расшарам. И се гледаме за кратко со сите рецепти на маса. Шарени и убави, пролетни како што заслужуваме. Ова беше тоа што денеска го подготвив за вас. Ви подготвив една убава пролетна пита, или како треба да очекувате да изгледа, буквално како палачинка која е наполната со различни зеленчуци. Вкусот е феноменален и еден блак ролат кој е наполнет со убав путер крем и свежи јагоди. Моите се обидуваат да избегаат од декорацијата која се обидов да ја направам, но вкусно е и секако ќе заврши изедено. Останете ми добро, останете ми секогаш расположени и креирајте секогаш убави рецепти во кујната. Искористете ги нашите, следете на нашите канали на Facebook, Instagram и YouTube. Секогаш кога ви треба инспирација, тука е нашиот YouTube канал. А ние се гледаме веќе утре со нови идеи, нови вкусови. Останете ми добро.